Некогашната куќа на големиот револуционер и поет Ацо Шопов во Штип веќе не потсеќа на него, дека помеѓу тие ѕидови во тој двор се раѓала револуционерна и поетска инспирација вредна за многу генерации и сите континенти, сега знаат само малкумина, меѓу нив и соседите кои се уште се горди што ја газат истата земја, но сега тие се разочарани од скандалозната негрижа за објектот кој е и културно и историско наследство. Колку мене ми е познато, треба да препоставена спомен плоча на видно место, на највидното место од куќата. Што се случи? Дојдоа луѓето, комшии, ние овде кај живееме, ваму таму, после ја изградија куќата стана собиралиште на некое си царство, на Јеховини сведоци. Уште полошо од ова, сега таму се случува нешто друго. Почнаа да доаѓаат коли со босански регистрации, со маđарски регистрации, со холандски регистрации, белгијанци. Ние не знаеме што се случува тука во оваа куќа. Едноставно ги вознемируваат комшиите наоколу, што и тоа не е некој голем проблем. Проблемот е што ние како македонци не знаевме да си ги зачуваме вредностите, историските вредности, како што го имавме еден поет, творец и револуционер Ацо Шопов. Треба да се зачува, тоа е историска работа е. Он е дал бајди придонес на оваа македонска лозеничка. Колку негрижата е голема, зборува и друго. Наместо царството на поетскиот збор, сега тамо е царството на Јеховините сведоци. Спомен плочата за куќата на Ацо Шопов е на земја, а надписот за Јеховиното царство на ударно место. Што за ова велат од локалната самоуправа? Доколку објектот беше заштитен од Заводот музеј и од Министерството за култура, тогаш веќе ќе беше друга проблематиката, а во случајов како што реков, ако станува збор за приватен имот, апсолутно општината нема никакви ингеренции. А сево ова што се случува во неговата куќа, веројатно би било крваво болно за авторот. Кој крвава жар ми капеше в срце. Дали сведоците и споменот за авторот ќе си ги заменат местата е неизвестно, но за работите што притискаат и печат, самиот Шопов во една прилика рекол: Закопај го во длабока тишина. Тишината сама ќе го рече.